Почитувани, развојот на секторот енергетика, кој беше запоставен од страна на владата и пред ребалансот на буџетот, сега по ребалансот е целосно стопиран. Малкуте средства кои беа најавени за гасификација и инвестиции во енергетиката сега се преполовени. Со тоа Македонија продлабочува својата зависност од увоз на скапа струја и енергенси. Наместо да градиме капацитети кои ќе не направат енергетски помалку зависни, ние се одлучуваме потребите од енергенси да ги обезбедуваме преку скап увоз. Граѓаните и стопанството веќе го чувствуваат овој терет, а со предложената политика на владата, состојбата во енергетиката го носи енергетскиот систем во целосен колапс. Вчера од медиумите дознаваме дека првото име за смени во така наречениот нов бран е токму првиот човек на Елем, господинот Владко Чинговски, кој веројатно заради замор сега ќе биде награден со заслужен одмор и испратен за амбасадор во Јапонија. Да не беше целиот нов бран само театар, требаше да очекуваме Чинговски да биде експресно разрешен, а против него да бидат поднесени соодветни кривични пријави поради криминалот при сомнителниот увоз на скапа струја, злоупотребите и криминалите во Елем. Пред господинот Владко Чинговски да замине за амбасадор во Јапонија, тој треба да одговори: зошто веќе 6 години во Македонија не е почната изградба на ниту еден позначаен енергетски објект за производство на енергија? Зошто Македонија нема нова голема термоелектрана, а нема ни најава за почеток на изградба на ХЕЦ Чебрени Галиште, ХЕЦ Бошков мост, хидроцентралите од проектот Вадарска долина и слично? Зошто изградбата на ХЕЦ Света Петка касни повеќе од 3 години? Зошто таму се уште не е пристигната, а камоли монтирана целата опрема? Наместо Елем да наплати пенали од изведувачот на работите заради каснењето на изградбата, тој уште и исплати дополнителни неколку милиони евра на изведувачот. Само заради непроизведената електрична енергија направена е штета од над 20 милиони евра. Зошто гасификацијата на Македонија е тргната од приоритетите на владата? Зошто во Македонија под сомнителни услови се купува скапа струја од увоз? Зошто се случуваат чести испади во рек Битола, каде после модернизацијата на блоковите, во најголемиот студ оваа година, истовремено се случи испад на сите 3 блока во термоелектраната и се случија сериозни оштетувања на турбината. Ова се нема случајно од далечната 1994 година, кога во Битола имаше земјотрес. Зошто главниот транспортен систем за јаглен од наоѓалиштето Брод Гнеотино во рек Битола се уште не е пуштен во работа, а требаше да биде готов во јуни 2011. Системот според проектот требаше да биде долг 10 километри и да чини 9 милиони евра, а сега е долг 9 километри и чини 17 милиони евра. Зошто сега во рек Битола се користат само 6 собствени булдожери и дури 30 булдожери од надворешни фирми, а во 2006 рек Битола користеше 25 собствени булдожери и само 6 од надворешни фирми. На крајот од краиштата и реално не може само господинот Чинговски да биде виновен за сите овие состојби во енергетиката, затоа што тој само слепо ги слушаше и извршуваше наредбите на премиерот Груевски и неговиот најтесен круг на соработници познат како фамилијата. Нормално, поради досега одработеното, а и поради замор, Чинговски очекувано е награден да се одмора како амбасадор во Јапонија. Очекуваме на негово место да биде поставен нов одморен послушник, кој со нови, свежи сили, повторно слепо ќе ја спроведува погрешната политика. Тоа не е ништо ново, туку само се повторува истата стара приказна.